Прва приватна општа болница Ремедика, каде што здравието се раѓа. Следува ново продолжение од проект Здравје. Ве поздравувам и ви посакувам добре дојде во името на тимот од Наша ТВ и емисијата Проект Здравје. Денеска ќе бидеме концентрирани во фокус ќе ни бидат жените или припадничките на понежниот пол, бидејќи ќе зборуваме за аномалиите на матка. Орган кој што постои е создаден за да ги износи токму тие 40, би рекол, гестацијски недели во кои што треба да се укотви новиот живот или плодот и на свет да дојде новороденче кој што ќе ги има сите атрибути на здраво потомство. Она што денеска ќе го разговараме и пред се ќе ви го презентираме, ќе го обработиме преку стручниот разговор и пред се темата насловена аномалии на матка. На оваа тема денеска во проект Здравје ви го представувам и секако му посакувам добре дојде на доктор Ејуп Ејуп, кој што е специјалист гинеколог акушер од првата приватна општа болница во Македонија Ремедика. Доктор Ејуп, благодарам што сте со нас и пред се добро дојдовте. Како сте? Добро, најдобро благодарам за поканата. Ми представува особена чест што денес сум дел од оваа програма и ќе имаме можност, се надевам на некој начин да го подигнеме нивото на свеска и нашите припаднички на понежниот пол, за да постигнеме подобро препознавање на оние симптоми и знаци кои што се битни за понатамошен третман за баш оваа проблематика што денес ќе разговараме. Да, и една индискреција или настрана од темата, вие сте еден од најновите или најсвежите членови на Ремедика. Како е чувството да се работи тука? Чувството е прекрасно, затоа што работиме со еден тим кој што веќе претходно е познат за нас. Ние во дел од нашиот да речеме процес специализација бевме активно вклучени во оваа болница и ние на некој начин сме производ на оваа болница и на нашите едукатори кои што се уште се присутни тука. Така да адаптацијата беше многу лесна, едноставна и верувам дека заедно во иднина ќе можеме да направиме многу поголеми подвизи на наш план професионален. Сигурно. Ви благодарам уште еднаш што сте со нас, а пред да го поставам првото прашање, потсетувам дека Ремедика ви стои на располагање за сите новитети и закажување термини на глобалната мрежа преку remedica.com.mk, профилите на социјалните мрежи и секако директните два телефонски броеви 02 2603 100 и 072 443 200. 16-та македонска бригада булеварот број 18 во населбата Железара во Скопје е адресата на Ремедика и секако и тука сте добро дојдени за советување, закажување термин и секако доколку имате одредена индикација, состојба или нешто што понатаму сакате да го иследите, тимот од Ремедика ве очекува во просториите на споменатата адреса. Со доктор Ејуп Ејуп, специјалист гинеколог акушер од Ремедика, денеска зборуваме на тема аномалии на матка. Доктор Ејуп, од стручен аспект или пред се клиничко ваше практично искуство и теоретско или научно, како ја опишувате матката како орган што представува и кои типови, како се делат всушност аномалиите на овој женски орган? Матката е внатрешен генитален орган, опишуван во литературата како крушка, меѓутоа обратно свртена крушка. Што значи онај широкиот дел на крушката ќе го репрезентира телото на матката, а стеснувањето вратот на матката, а делот каде што се наоѓа нишката од крушката ќе биде грлото на матката. Тој дел воедно е онај дел кој што проминира внатрешно во вагината и е можно да го екзаминираме, да го наблюдуваме ние во тек на клинички гинеколошки преглед. По однос на позицијата и положбата на матката, секогаш треба да се напомене дека она си има неизина
положба која што во 80% случаите е како таква и ние ја нарекуваме антеверзија и антефлексија, што значи таа матка гледа кон моćниот меур и има мал благ нагон од грлото кон напред. Така да во 80% како што спомнав се соочуваме со овој тип на матка, во останатите 20% можеме да се соочиме со матка која што гледа кон позади, кон дебело црево или кон рбетот. За таа матка викаме дека е ретрофлектирана ретроверзија матка. Статистички нема некои сигнификантни податоци во однос дека едната има некои си предности во однос на другата и двете се сметаат како за нормална физиолошка појава. Во однос на аномалиите на матката, сакав да ве прашам колку се чести, колку често ги среќавате во вашата клиничка пракса и како тие всушност се делат, како се групираат? Така, кога зборуваме за аномалии на матката, секогаш ќе ги поделиме на конгенитални, вродени, кои што се присутни уште во моментот на самото раѓање или па стекнати во тек на постоечкиот живот. Фала Богу дека оние конгениталните аномалии се дефект на веќе една ембриогенеза која што потврлила во својот процес и резултатот е една матка која што не одговара на потребите на тој организам. Додека стекнатите аномалии се тип на аномалии кои што настануваат како резултат на хормонален дисбаланс, па појава на полипи, евентуално миоми, дали тоа ќе биде некоја јатрогена повреда или па некоја медицинска интервенција ќе допринесе за нејзино појавување. Тука би го спомнал Ашерман синдромот како еден од побитните промени со кои што ние знаеме често да се соочиме. Тоа е една ситуација во која што имаме голем број на сраслини во шуплината на матката и на тој начин не може да се оствари бременост адекватна и генерално пациентката доаѓа заради хипофертилитет или афертилитет и најчесто, како што реков, корелира со некоја претходна медицинска интервенција. Кога веќе зборуваме за овие аномалии на матка, како тие се среќаваат, односно како се откриваат, дали на рутински гинеколошки преглед или со одредена симптоматологија се проследени? Конгениталните аномалии, иако се присутни со самото раѓање, најчесто се диагностицираат во адолесцентниот период, кога се појавуваат првите знаци на проблемот. Во случајов да речеме дека изостанува менструацијата, која што нормално би требала веќе одамна да е присутна да се јави. Или пак се појавуваат некои болни менструации, ние ги нарекуваме како дисменореја, или па се соочуваме со други слични проблеми кои што алудираат на некаква проблематика и таа проблематика бара евалуирање од страна на медицинско лице секако. Сакав да ве прашам, ако ги тргнеме конгениталните настрана, оние кои што се стекнати или во текот на животот ги среќавате, дали тие на рутински гинеколошки преглед или на некоја редовна контрола може да ги откриете, како се откриваат? Откривањето е секако. Каков е нивниот развој во крајна линија, кога може да се открие? Откривањето генерално е рутинско при обичен гинеколошки преглед. Најчесто пациентката доаѓа веќе со некоја поплака како резултат на присуство на некои од овие промени. На нас останува само да евалуираме и да ја донесеме правилната диагноза. Од тоа во иднина ќе зависи и менаџментот на самата состојба. Односно, кога вие таа аномалија ќе ја иследите или ќе ја препознаете, што најчесто среќавате и повторно би ве прашал како понатаму оди советувањето, односно исследувањето, што ја советувате одредена, не мора да е пациентка, но жена кај која што ќе откриете таква аномалија? Секако, доколку се соочиме со присуство на полипи, мора тие полипи да се отстрана, затоа што јасно познато е која симптоматологија ја прават и на некој начин го невозможува социјалниот живот. Со енормни крварења кои што се надвор од циклус,
некогаш такви крварења знаат да доприносат и до анемија секундарна, која што може да се појави кај пациентите. Миомите се исто така, доколку се со мукозни миоми и се интрамурални миоми, што значи во самиот зид на матката или па делумно или па комплетно ја исполнуваат внатрешноста на матката, во тој случај тие на некој начин крадат од оној простор во кој што во иднина би се развивала бременоста, нормално, нели? Меѓутоа при вакви ситуации треба да се направи добра проценка и за начинот на кој што ќе се решава оваа проблематика. Некогаш пристапот може да биде хистероскопски, некогаш ќе биде хистероскопски и лапароскопски, така да при огромни големи нели бенигни миоми, тумори, некогаш сме принудени да одиме на класична операција со абдоминално отварање, нели. Доктор Ејуп Ејуп, специјалист гинеколог акушер, денеска гостува во проект Здравје. Зборуваме на тема аномалии на матка. Потсетувам дека оваа 2025 година е јубилејна година и многу значајна за Ремедика, првата приватна општа болница во Македонија, бидејќи токму Ремедика годинава слави 2 децении од своето постоење, голем 20 годишен јубилеј. На 7 април 2025 всушност е токму тој ден и тој датум кога тоа ќе се одбележи, а во оваа прилика потсетувам дека тимот од Ремедика со задоволство ви стои на располагање на 0226031000 и 072443200. Доктор Ејуп, бидејќи зборувавме за конгениталните или оние стекнати и вродени аномалии на матка кои што ги откривате, ги споменавте полипите, миомите и другите деформитети или аномалии, што кога ќе се откријат? Дали тоа откривање значи дефинитивна дијагноза или потребни се други исследувања за да тоа се верификува и понатаму соодветно третира? Многу е битно да се наведе дека ембриогенезата е таа која што е одговорна за настанувањето на некои вакви проблеми, конгенитални аномалии. Би сакал да дадам краток осврт во самиот процес за да ни станеш појасно на кој ниво од ембриогенезата и кој процес уствари потврла, па ние во иднина да се соочиме со една конгенитална аномалија на матка. Значи, процесот започнува околу 6-та гестацијска недела кај фетусот, уште додека е во утробата на мајката и обично завршува околу 12-та гестацијска недела со формирање на една единечна матка, која што од надвор е идентична со онаа матка нели на возрастна особа, меѓутоа со многу други размери и димензии. Меѓутоа, процесот на созревање на матката се уште не е завршен, затоа што матката како орган не се развива од една единечна структура ткиво, туку потекнува од две различни по морфологија идентични ткива. Значи станува збор за Милерови канали или рогови кои што се спојуваат на некој начин и тоа е првиот процес на ембриогенезата и на тој начин добиваме еден орган кој што практично е производ на фузија на две различни ткива. Во првиот процес после таа фузија настанува процес на ресорпција. Значи, откако ќе се формира надворешниот дел, следува ресорпција или изземање на внатрешниот дел и на тој начин настанува шуплината на матката, која што секако е многу битна. Сега, дали проблемот ќе настане во фузија, дали ќе настане во ресорпција, како резултат на тоа ние ќе добиеме различен тип на конгенитални аномалии. Или вродени, за кои што зборувавте. Точно. Затоа би сакал да дадам посебен осврт на тоа, во случај кога ние имаме, да речеме, проблем во фузирањето. На сам почеток, тоа фузирање настанува од долу кон горе, значи од оние по-тесни партии на матката, од грлото, од тесниот дел па кон телото, ние се соочуваме со различни нивоа на аномалии по тежина. И има различни класификации за истото, значи и американска класификација, Потелинде класификација, Ешли класификација, кои што како нас ни помагаат да ние со таа едноставна класификација да знаеме на кое ниво од процесот ембриогенеза настанал проблем и евентуално кој би бил исходот после негово третирање и дали воопшто имаме можност ние да делуваме на тоа ниво. Повторно ќе речам, доколку имаме проблем,
и отсуство на тие Милерови канали кои што треба да се спојат. Ќе се соочиме со едно отсуство на матка, агенезија. И во литературата е познат тој синдром на Рокитански, во кој што отсуствува во целост, комплетно отсуствува матка, отсуствуваат горна третина од вагина и отсуствуваат фалопиевите туби, каналите. Значи, имаме овариуми кои што најнормално си ја вршат својата функција, има хормони кои што најнормално сите сексуални, секундарни сексуални карактеристики на индивидуата по фенотип ќе ги исполнат, меѓутоа не можеме тука да зборуваме за плодност, не можеме тука да зборуваме за носење на бременост, освен преку инвитро процедура, нели, со сурогат мајка, при што може да се искористат овариумите јајце клетки кои што нели се од идната мајка. Точно. Да. Тоа е еден од оние така драстични и драстични случаи во кои што пациентката не знае дека нема матка. Прашањето е многу тешко кога нели ќе се соочи со тоа, а во главном станува збор за адолесцент кој што нели сите полови карактеристики ги има, меѓу другото треба да се објасни изостанокот на менструација. Да, секундарна менореја, зашто постои таа менореја? Зашто нема менструација? Други полесни варијанти би рекол, нели исто во текот на спојувањето на овие два Милерови канали, доколку изостанува едниот канал, а е присутен другиот канал. Тука ќе се соочиме со една аномалија која што ние нарекуваме уникорност, значи еднорога аномалија. Таа аномалија придонесува за намален капацитет на шуплината на матката, затоа што во случајов имаме функционален еден канал кој што води до овариумот, значи жената, пациентката може да остане бремена само од едниот канал и од едниот овариум, другиот е исклучен од функција. Да. Тука треба да се обрне посебно внимание, затоа што може да се случи онај рок, онај канал Мулеров кој што изостанува, уствари да не е комплетно изостанат, туку да станува збор за некоја рудиментираност, присуство кое што може да биде слепо, со комуникација на овој останат дел од матката, нели еднорогата матка, може да биде без никаква комуникација, меѓутоа сепак да биде присутен тука, во други случаи па може воопшто и да го нема, нели, како што наведов претходно. Во такви случаи добрата навремена диагноза, лапароскопската евалуација на сиот овој нели момент е многу битна, затоа што на некој начин ние ќе спречиме појава на некоја ектопична бременост. Бременост која што нормално би требало да се развива во онај рок кој што е нормален, со условно нормален речено, тој зигот, да речеме, да се нидира, да се присврсти за онај рудиментиран дел и однапред ќе биде осуден на неуспех. Тоа е исто така многу битно. Односно таа треба да се прекине бременост, да. Точно, да, точно, и после тоа ќе следи нели интервенција како лапароскопија, ќе се реши тој проблем, за да во иднина можеме да гарантираме бременост која што ќе биде закотвена на право место. Како што реков претходно, исто при спојување, значи при фузија на овие Милерови канали, кои што се спојуваат од долниот дел кон нагоре, може да се соочиме со некомплетно спојување во горниот дел, на нивото на тело на матката. И во тој случај ние добиваме еден утерус диделфус, значи тоа е во права смисла имате две матки, имате два цериукси или две грла и дури во многу случаи може да се соочиме со две вагини. И има случаи во кои што се опишани во литературата, и јас лично сум имал во пракса таков случај, во кој што едната бременост се износена во едниот утерус, во едната матка, а другата бременост се износена во другиот. Значи, две различни компартмани се во прашање. Да. Факт е дека намалена е капацитетот на таа матка, се води како високоризична бременост, во иднина секако во поодминати недели, околу 30-33 недела веќе капацитетот на таа матка не ги исполнува посакуваните нивоа и често се среќаваме со предтерминско
породување кој што завршува со царски рез, нормално, затоа што и многу често се среќаваме со рамена позиција ради недобрата форма на матката. Сигурно. И она што го споменавте или како заокружување на целата оваа тема, бидејќи многу интересни факти споменавте во однос на аномалиите на матката, важно е тие да се предочат доколку и откријат се конгенитални или вродени исто така, и дали освен лапароскопијата ја споменавте како метода или минимално инвазивна и други интервенции се индицирани и кога практично при овие аномалии? Секако хистероскопијата е златен стандард во решавањето и хистероскопијата, на хистероскопијата е златен стандард во решавањето на овие вакви проблеми, поготово околу кога имаме септум на матка. Значи тоа е една полесна аномалија во која што нас ни треба визуализација која што со камера во случајов навлегуваме во шуплината на матката, во еден момент носиме права диагноза, можеме да видиме за што станува збор во внатрешноста на матката и последователно можеме да започнеме со нејзино решавање преку ресекција, значи трансверзално, хоризонтално решавање во рамнина на двата остиуми. Тоа е златен стандард затоа што за многу краток временски период овозможува реконвалесценција и решавање на голем број на хабитуални аборти, повторувачки аборти, хипофертилитети и инфертилитети кои што биле присутни, а за тоа зборува фактот што временската рамка на пробување за да забремени една двојка е многу подолга пред претходна метропластика, тоа е самата процедура, за разлика од многу брзото забременување после примена на истата оваа процедура. Значи тоа е една статистика која и тоа како ни дава за право да ние ги правиме овие процедури. Интересно е што во многу случаи големината на тој септум и не игра многу улога. Присутноста на тој септум е многу побитно неголи самата големина на тој септум. Тука ќе морам да не поменам, не се уште објаснета таа поврзаност, меѓутоа статистиката си кажува своето. Да, и пред да ви се заблагодарам, уште еднаш само да нагласиме дека после таа хистероскопија или отстранување, решавање на тој симптом на мајката, тој временски период се скратува кај оние парови кои што претходно имале хабитуални или повторувачки абортуси и бременоста е успешна и доносена во тие 40 гестацијски недели. Останали можеби само за крај кратко нешто што сакате да надополните, јас можеби не ве прашав. Секако, ова е многу опширна тема која што опфаќа премногу, значи не може се да се искаже секако, меѓутоа многу е битно главните аспекти да се кажат, да се збори за нив, да дадеме допринос да пациентките станат свесни дека постојат такви проблеми и дека никој не е исклучен. Деново може да се појави таа појава. И редовно да доаѓаат на контроли гинеколошки. Редовните контроли, се тие кои што ќе превенираат некои состојби и на нас ќе ни дадат можност да ние со време дадеме шанса на некои бременности кои што можеби биле осудени на неуспех. Сигурно. Ви благодарам многу, ми беше задоволство. Ви посакувам успешен професионален пат и изградба и надградба и доградба, сето она што следува во вашата професионална кариера во Ремедика и повторно да се видиме овде во проект Здравје. Благодарам, задоволството е моје. Да, задоволство беше и моје. Доктор Ејуп Ејуп, специјалист гинеколог акушер, беше денешен гостин во проект Здравје и со него зборувавме за аномалиите на матката. Потсетувам дека remedica.com.mk и секако социјалните мрежи кои што се дел од глобалната мрежа се место каде што можете да ги следите новитетите од првата приватна општа болница Ремедика, а Ремедика директно можете да ја комуницирате уште од сега и бесплатно да се советувате или да закажете термин за преглед на 022603100 и 072443200. Ви благодарам за вашето внимание и се гледаме во следното продолжение од проект Здравје. До тогаш пријатно. Прва приватна општа болница Ремедика.
каде што здравието се раѓа.